Помина цела година откако се укина балансерот, а најавуваниот закон за правична застапеност се уште го нема. Ова се обвинувањата од Европски фронт на адреса на власта на седницата за пратенички прашања. Пратеникот Илир Хасани побара одговор кои лица и експерти работеле на текстот на предлог законот и обвини за деалбанизација на институциите. Dhe një vit kaloi duke bë atë ligj. Edhe ato po premtoni se do e bëni ligjin më të mirë se ligjin për përdorimin e gjuhëve. Edhe ato spari do e çoni në Venedik, pak të shëtitit aty në për ujë. Nuk e di se kur do kthehet prej Venedikut. Одговор пристигна од вице-премиерот Арбен Фетај. Според него, предлог за укинување на балансерот имал уште од периодот на владењето на Дуи, додавајќи дека темата сега се користи за дестабилизација. Si në çështjen e gjuhës, si në çështjen e decentralizimit dhe të gjitha çështjet tjera që janë bërthama e marrëveshësorit apo shtyllat e marrëveshjes, ju keni sjellur improvizime të njëpasnjëshme. Nuk keni rregulluar me ligj asnjë çështje, sepse keni qenë më të zanë me tendera, me malverzime dhe me korrupsion. Tash, unë du t'ju pyes, a jeni ju ato trima që e keni lënë Akademinë e Shkencave me 0 përfaqësues shqiptar aty? Nuk mundet BDI-ja të jetë përgjegjëse për veprat këtë vitin e fundit që jeni të i bë. Domethënë, për gjithçka që është ndodhur këtu, nuk është BDI-ja faktor destabilizimi. Bile shkoni aq larg sa BDI-n e thoni se po merr aktivitete për të destabilizuar përmes mospunësimit të shqiptarëve, që është një absurditet i radhës. Është absurde, nuk ta pranon, kërkush nuk ta pranon. Претходно премиерот Христијан Мицковски истакна дека предлог законот за соодветна и правична застапеност најпрво ќе помине во влада, пошто ќе биде испратен до Венецијанската комисија за мислење, а дури потоа ќе влезе во собраниска процедура. За ваквиот потек реагира од Алијанса за албанците на Арбен Таравари, од каде вела дека од Венецијанската комисија може да се чека мислење во неприфатлив временски период. Овој пристап е спротивен на горчливото искуство што земјата го имаше со законот за јазици. Тој закон беше испратен до Венецијанската комисија на 22 јануари 2019 година, а пријателското мислење беше добиено дури на 4 мај 2025, цели 6 години чекање. Билелка Сами од коалицијата Вреди претходно истакна дека процедурата е резултат на политички договор во власта со цел да се избегнат предизвиците како со законот за јазици, кој беше оспорен врз основа на мислење од Венецијанската комисија.